Поранешниот македонски репрезентативец Стефан Ристовски кариерата ја продолжува во босанскиот гигант Сараево, откако тој беше представен како големо засилување, а во Сараево доаѓа пак од Динамо Загреб. Ристовски во гигантот Динамо Загреб од Хрватска беше капитен и во Сараево доаѓа како звучно засилување за посилна одбрана по десната страна. Македонецот во Босна и Херцеговина ќе остае најмалку до 2027 година, со опција договорот со Сараево да се продолжи на уште една сезона. 33 годишниот Ристовски кариерата започна во Вардар, од каде се пресели во Италија, настапувајќи за повеќе екипи, меѓу нив Парма, Кротоне, Фросионе, Бари, Латина, Специја, потоа во Риека од Хрватска, Спортинг во Португалија и Динамо Загреб. Во својата кариера Ристовски го има освоено купот на Португалија, 2 пати шампионатот на Португалија, 3 пати купот на Хрватска, 2 пати суперкупот на Хрватска и 5 пати шампионатот на Хрватска. За сениорската репрезентација на Македонија од 2010 до 2023 година одигра 18 надпревари, постигна 1 гол. Со ваква импресивна кариера и големи резултати Ристовски ќе биде големо засилување за Сараево. И македонскиот репрезентативец Аго Нелези пред трансфер во босанскиот гигант Сараево, откако овој клуб се засели со Стефан Ристовски. 24 годишниот играч за врска е член на Бохум, има настапувано за Горица, Вараждин, Скендербег, Велозер и Откичево, како и младинските категории на Шкупи. Вредноста на Елези според трансфер маркет изнесува 650.000 евра. Поранешниот репрезентативец Крсте Велковски, кој остави голема трага во Сараево, сега ја презема функцијата технички директор на Сараево. Енис Бартек именува клуб, но ќе остане во Турција. Капитенот на македонската фудбалска репрезентација кој настапуваше за Бодрум, сега е пред потпис со Конјаспор. Низ својата кариера 30 годишниот Барде настапуваше во Преспа Бирлик од Шведска, унгарски Ујпе, шпански Леванте, како и Трабзонспорт и Конјаспорт од Турција. Според турските минуми, Барде со Конјаспорт ќе стави потпис на 2 години. Македонскиот репрезентативец Елиф Елмас сака трансфер во нов клуб, каде ќе има поголема минутажа на фудбалските терени. 25 годишниот Елмас во јануари 2024 година направи трансфер од Лајпциг во Наполи за 24 милиони евра, но немаше посекувана минутажа и дојде на позајмица во дресот на Торино, каде одигра одлично, но сега од кој истече позајмицата тој се враќа во германскиот тим. Сепак Елмас не сака да остане во Лајпциг и бара целосен трансфер и преселба во нова средина. Интерес за македонскиот репрезентативец има, но германскиот тим нема така лесно да го пушти Елмас, за кој плати 24 милиони евра. Останало да видиме како ќе се одвиваат работите, но јасно е дека Елмас ќе продолжи во нова средина. Кариерата е започна во работнички, од каде се пресели во Фенербахче, потоа настапуваше за Наполи, Лајпциг и Торино.